нова тема која што е секако актуелна и во овој период од годината, во време кога децата растат со мобилни телефони, се потешко е да ги натераме да земат книга, но што ако проблемот не е во децата, туку во пристапот и начинот на кој што им се говори за книгите, но и за лектирните изданија. Каков треба да биде истиот и како треба да ја создадеме навиката за читање на децата, за истата да биде желба, а не обврска? Тоа е темата која што ќе отвориме во Македонија наутро денеска до 9 часот. Ја започнуваме со Билјана Кирич, наставник и библиотекар во Основното училиште Браќа Милодиновци. Добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Така и да започнеме. Зборуваме за лектирите, нешто што, за жал, како минуваат годините, на се помал број на ученици име задоволства. Колку технологијата, брзиот начин на живот влијаат на се во ова, или пак начинот на кој што им се презентира лектирната литература? Па, може би и технологијата има свој придонес во нечитањето на лектирите, меѓутоа секако дека и пристапот е многу важен. Се започнува од дома, ние наставниците само го надградуваме, ја надградуваме љубовта кон книгата и мислам дека може би е виновен и пристапот, меѓутоа да разграничиме би сакала наставниците во оделенска настава имаат поинтересни изданија во однос на книгите. Тоа се повеќе нисприказни, басни, сказни, кои што имаат и доста екранизации. Може и да ги гледаат и да тоа што го читаат преку слики да го на интересен начин потоа и да го видат на екраните. Додека пак во литературата, во лектираната литература застапена во предметна настава, да речем од 6 до 9 оделение, многу малку има, да речем, екранизации или театарски представи, ги носат и на театарски представи, да ја представат лектирата за подобро да ја сватат, меѓутоа треба некој помагичен, мислам дека пристап тука и мислам дека треба можеби и телефоните малку да ги остават за да сватат дека не е тоа се задолжително, дека може и да биде интересно кога ќе навлезат во страниците на книгата. Секако да. А има ли магичен начин како наставниците уште повеќе да ја доближат или ја доближуваат книгата до ученикот, без при тоа ученикот да се почувствува дека тоа му е обврска преку лето конкретно, како што ние сме се чувствувале како помали, дека обврска е мора да ги прочитам тие лектири. Туку дали се менуваат работите и кој е начинот? Постои ли тој магичен начин да се доближи лектирата како средство за уживање до детето? Постои. Навистина, наставниците имаат такви алатки кои што може да ги користат, нели, сега индивидуално. Секој е различен, не е секој насочен кон драматизација или насочен кон начин, креативен начин на кој што би можел да ја доведе лектирата до оној степен каде што ученикот тоа може да му стане толку интересно. Верувајте дека правиме, значи, наставниците по македонски јазик кои што ги предаваат лектирите, прават се што е во нивна моќ, да речем, за да го направат тоа, меѓутоа едноставно имаме отпор од другата страна. Учениците не се доволно мотивирани. Знаете, доаѓаат кај мене во библиотека и зимаат книга ден пред да ја обработуваат книгата. Тоа е страшно. Зошто ја зимате, викам, ден пред? Мислите дека ќе прочитате без разлика дали се 100 или 120 страни. Тоа е дете, тинејџер, да речем, во предметна настава. Помалите, со помали лектири можеби и можат некои да прочитаат. Има доста заинтересирани деца во денешно време, љубопитни пред се. Па да ја имам на час да знае дека сум ја прочитала. Но тоа е многу застрашувачки. Учениците се среќаваат за прв пат со лектирите во училиште, но не за прв пат и со книгите. Така е. Каква е улогата тука сега на нас родителите во однос на стекнувањето на навиките за читање, дискусиите дома, тоа што го гледа детето, предпоставувам дека го така и е. Да, така и е. Тоа што го гледа дома го носи во училиште, потоа ние го гледаме и потоа кога воочуваме кои се работите, од другата страна имаме не е така, меѓутоа тоа е друга тема на разговор. Сега, учениците мислам дека се од дома, од мали нозе
мислам дека се веќе доста запознаени. Знаете колку има книгички, еве ги Биби и Боби. Тие уживаат на сите настани со Биби и Боби. Ја има и книгата, ја има и екранизацијата. Само пример на нешто што е наше светско, мислам дека. Потоа ги имаат сите книги достапни, сега можеби не се достапни редовно на телевизијата да ги гледаат, ги бараат на YouTube канали, социјални мрежи и така натаму. Меѓутоа ги имаат и доста од сказните кои што се раскажуваат. И родителот тука, мислам дека секој кој што се, како да кажем, одлучил да биде родител кога ќе започнат првите чекори, може да се служи со оние книгички што се пластифицирани за вокадичка. На тој начин се вртат страници, се запознава книгата, имате дрвени книги кои што кријат, да речам, магичен свет за детето да може тоа да го запознае. Се оди во библиотеки, иако библиотеките малце ги тргнавме на страна, меѓутоа ковидот беше за нешто корисен, мислам дека и книжарите и библиотеките, мислам дека во тој период беа доста зафатени и тоа беше убаво, ама како се вративме во реалноста, тоа се полека така. Ајде да видиме како е на терен. Ја пративме колешката Симона Бачваровска во градската библиотека Браќа Миладиновци да ја провери ситуацијата, дали се изнаемуваат, дали се купуваат книги, каков е интересот за лектирните изданија, па еве на какви одговори наидовме. Читањето лектири е една од клучните алки во образовниот процес, но навиките за читање се менуваат низ годините. Начинот на кој младите денес пристапуваат кон лектирите се разликува од генерациите пред нив, но тоа не значи дека интересот за литература исчезнал, туку дека формите на читање и доживување на текстот се промениле. Ако треба да се направи некаква споредба во однос на тоа колку се читаат лектири заимени од библиотека, може да се каже дека има различни трендови во минатите години, затоа што порано постоела многу поголема пракса и традиција на земање книги од библиотека. Сега е присутен трендот лектирите, посебно за основците, да се купуваат од книжарниците и практично луѓето ги имаат со себе. Верувам дека тука станува збор за одреден тренд каде што генерациите родители или е полесно да ги купат книгите или воопшто забораваат дека постои институцијата библиотека и едно убаво практикување на земање книга, читање, заимење, некаква одговорност кон позаимената книга и потоа враќање. Од тука ја поздравувам вашата иницијатива да се проговори за читањето лектири земени преку библиотека, затоа што е во насока на сите наши заложби и всушност сите наши кампањи кои што ги работиме за читање на лектири. Тие кампањи вродуваат со плод. Моите колеги од сите наши објекти, значи сите библиотеки кои што се под градската библиотека Браќа Миладиновци, а тоа се 14 библиотеки низ цело Скопје, велат дека токму овој период од завршувањето, односно кон крајот на учебната година, па до сега има зголемено зачленување, значи вадење на нови членски книжки или продолжување на членската книжка. Поздрав до сите родители, баби, дедовци, сите оние кои што се задолжени за чување и воспитување на децата, да ги потсетиме дека библиотеката е едно безбедно, сигурно место кое што е отворено за имагинацијата и креацијата на децата и секако место каде што секогаш можат да најдат лектири. Според направената анкета, кога станува збор за читањето, може да се забележи голема љубопитност кај најмалите. Низ нивните одговори ќе го препознаете и нивното разбирање дека книгата не е само обврска, туку и извор на знаење, фантазија и вредни животни поуки. Мене ми е Снежена, мене ми е сказни, веќе е многу како животни има што се представат како луѓе. Па од Снежена може да научиме да не отвараме врати на тие што не се познати и да не земаме работи од непознати луѓе. Волки Поки е многу интересен. Ја имам уште една лектира Исидора Мун што почнав да ја читам. Јас ја сакам Исидора Мун и јас ја читам. Дека кога Пинокио лаже, му се расте носот, така знаеш ако лаже или не лаже. Иако новите технологии влијаат врз начинот на кој младите доаѓаат до информации, интересот за литературата не исчезнува целосно, туку се преобразува. Важно е училиштата, родителите и општеството да продолжат да ја поттикнуваат љубовта кон читањето, за да се зачува и пренесе магијата на пишаниот збор на новите генерации.
Ајде малку да продискутираме, Билјана, и што читаат нашите ученици. Многу често зборувам за повозрастните ученици, кои што и знаат слободно да коментираат, велат дека и ништо не сакаат да ги читаат многу лектирите од причина што тематиката не е соодветна за нивната возраст и многу често не разбираат што читаат. Тука се отвара прашањето дали е соодветно време за промена на лектирниот список. Така. Па да, мислам дека програмата по која што долго време се работи за лектирните изданија навистина е веќе застарена и има теми кои што денешните деца не може да ги поврзат со сегашноста, а па за минатото и да не зборуваме. Тие сакаат повеќе нешто што ќе им биде доближено до нив, што ќе го разберат. Тие не можат да разберат книги како за во минатото што се случувало. Постојат голем број на зборови кои што цело време може дете да подпрашуваат што значат, како и тука нели се губи целата смисла на лектирата. И да, има најава и се надевам дека ќе биде можеби не оваа учебна година, туку од наредната, дека ќе се обнови лектирниот список за учениците во основното образование и дека ќе се заменат некои книги кои што и наставниците воочиле дека не одговараат на програмата, да го олесниме нели патот кон книгата, да сакаат повторно да читаат децата. Сега многу често родителите за да ги поттикнат децата да читаат, им задаваат задача колку дневно треба да се прочита страни и слично. Меѓутоа, колку тоа создава своевиден револт кај децата и со каков пристап родителите треба сами да ги мотивираат да читаат и дали се согласувате тоа да биде можеби на мобилен телефон или лектира си лектира? Да чита Kindle во поново време за сите е атрактивен, го користат и возрастните, меѓутоа мислам дека детето за да ја добие онаа љубов кон пишаниот збор треба да користи книга. Знаете кога ќе влезете во книжара, мирисот на книгите е нешто што нас како љубител на книги ме на друг левел да речам сме кога ќе го почувствуваме тоа. А самото вртење на страниците е уште една плюс убава навика. Влегување во друг свет, така што не сум многу за читање на децата. И они тие и доволно гледаат цртани игрици на телефоните за да ги користат и за читање. А навика како да им Навиката, како да ги мотивираме, да не биде наредба? Ете, ако телефонот ќе го тргнеме. Па мислам дека дружбата со децата треба да биде на прво место и кога станува збор за книгата. Значи првата средба со лектирите и со воведувањето во книгите, можеби првите 10 на 20 страници, мислам дека треба родителот да седне и да ги прочита со детето доколку пред време нели не ги читаат како мене за да знаат за што се работи, ама од друга страна детето треба малку да се употребува драматизација, треба малку тука да има од страна на родителот глума, па што направил, па подпрашања. Ајде види, може овие 2 страни се досадни да речете, па може наредните ќе бидат поинтересни, такви се книгите, па зарем и кога играш игра на телефонот, нема ли пауза или менување на левел, па и таму чекаш. Мислам дека повеќе се навикнати на брз начин на добивање на работите, затоа што им е се достапно, не само телефоните, и таблетите, и компјутерите, а немаат како деца на денешницата немаат некој свој мир и своја тишина каде што би сакале да се повлечат во својата соба и сами да посегнат по книга. Тоа им недостига од психолошки аспект. Брзо живеат, а не сакаат да бидат смирени, сакаат цело време нешто да се случува, да бидат во дејство. Таква генерација на деца ни доаѓаат. И тука треба да наоѓаме методи како да се справиме со целиот овој процес. Кога веќе зборуваме за лектирите, која ви беше вам омилена лектира како дете? Се сеќавате на една да речеме која што Не, јас имам повеќе лектири како дете. Мене баба ми најубаво ми ја раскажуваше Црвенкапа, мајка ми Палешка, дедо ми еден тон приказни во кој што бевме внесени со сестра ми и го слушавме со задоволство. Подоцна ме расплака Пајажината на Клементина. Ја сакам многу таа книга, има и екранизација, скоро имаше и филм кој што прв пат го гледам, не знам ни дали е и од кога е, и Малиот принц.
после години, можеби 30 и неколку години, Двојната лота повторно ја прочитав пред некој ден. Ја купивме наменски за син ми, ама ја прочитав пред него и се посетив на едни убави времиња. Тоа книгата на која што јас последно плачев пред 4 години. А што правиме со вака родители што ги крадат лектирите на своите деца? Што родителите ќе ги Можеби советуваме? добар пример. Па не, тоа е добар пример, тоа е добра пракса и јас си ги препрочитувам лектирите ако ги раскажат потоа на своите деца или тоа не, тука треба да престане. Видете, Ване, секој родител бил дете предходно. И убаво е да се навратиме на детските денови и да живееме во тој дух. Ништо по-невино од децата. Добро, јас само да се прашам, не ве обвинив за ништо, само за да прашам, да прашувам за пријател. А јас па на женска линија да си одбрана. Ете така. Една од последните податоци на УНИЦЕФ вели дека половина од учениците во Македонија немаат основни вештини за читање. Тоа само по себе говори за борбата со кризата во образованието, но и неопходноста родителите да придонесат многу повеќе во оваа приказна. Прашањето е колку ова е само одраз на тоа колку низ годиниве ни е се поважно отколку образованието на македонските деца, на нашите младинци. Страшно. Не знам како да ви кажам. Мене ми е не би сакала да зборувам за нешто на кое што можеби многу родители жалат што не го прават, а не можат да го направат. Значи, многу од родителите во трка нели за опстанок, да речем, во денешно време, од едно место на друго, немаат време после напорниот ден да му посветат на своето дете. Секако има исклучоци, секако има и родители кои што нели несовесно и да имаат време, не го користат за поминување со своите деца, за објаснување на кои се здравите навики во не само за книгите и за општо, за нивното воспитување, меѓутоа на децата им е подостапно и тие повеќе сакаат да се дружат со мобилните телефони. Иако нели во голем дел од основното образование сега се забранети и мислам дека некаде можеби одиме во некоја линија ако тоа остане така, во некоја да речем подобра иднина. Во контекст на ова што го споменавте, по добрата иднина, ако поидеме од тоа дека секое дете што чита е возрастен што размислува, ќе имаме ли доволно возрастни што размислуваат за 15 на години од сега? Ке имаме, секогаш имало и секогаш ке има. Саимите за книги секоја година се пополни и пополни со популација од 15 години. Еве сега имаше некој, за последниот сајм на книга имаше некоја статистика дека доста млади читатели се појавиле. Не само, да речем, над 30, над 40, над 50 години да има на сајмот. Значи, доста млада популација веќе посегнува по онаа белетристика или по книги кои што им дали се тоа во некои други жанрови или без разлика, меѓутоа мислам дека да. Оптимист сум и мислам дека ќе не биде. Ќе не биде. Убаво е да се слуша секогаш кога темата се книги, дека расте интересот за книги, расте посетеноста на сајмот за книги. Тоа не сте прв човек од кој што го слушаме тоа и навистина е убаво како факти, како информација да се сподели. Цело време зборуваме, таму имаме неуспех, ваму имаме неуспех, ваму немаме добри резултати, ваму немаме добри статистики, ама кога се работи за книгите, некако ветувачки е работата, така да ги пофалиме и повозрастните и родителите, бидејќи ако имаме многу млади луѓе на сајмот на книга, значи дека имаме генерација на денешни родители кои што во вистински правец ги водат своите деца, ги насочуваат. Така е, да. Се надевам и сакам да мислам дека е така. Па добро, затоа е гужвата најверојатно. Па да. Ви благодариме за гостување. Ви благодарам на поканата. Што ќе читате вие летово, извини кратко само? Последно новата лектира за 6-то знам дека ја прочитавте. Така, не, сумна пат да ја прочитам. Мојот пријател А од Јадранка Владова како новитет, да речем, од изборните во 6-то оделение, таа сакам да ја прочитам. А имам многу книги кои што сакам да ги прочитам. Имате ли време? Ке имам. Добро. Се наоѓа време, да. Се наоѓа време и ке имам време да прочитам. Благодариме.